Македонските ученици имаат само основно познавање за финансиска писменост, но не можат да го применуваат. Ова го покажуваат анализите на Бирото за развој на образованието. Министерката Јаневска вели дека податоците покажуваат дека само половина од нашето население е финансиски писмено, што според неа е незадоволително. Затоа Министерството првенствено со Бирото за развој на образование, но и со Народната банка, и Министерството за финансии, и УЈП, и Асоциацијата на банки во Македонија и други институции развива програми за најмладите од рани години да научат како да управуваат со сопствените средства или средствата кои што им се на располагање. Да научат да штедат, да научат да вложуваат, да научат да проценуваат ризици, да научат на кој начин да управуваат, менаџираат со сопствените средства, што во суштина представува еден сериозен чекор за примена на знаењата во иднина кога тие навистина ќе имаат таква потреба. Извештајот им дава конкретни насоки на институциите во кој правец да се движат за подобрување на можноста учениците да достигнат повисоко ниво за да носат финансиски одлуки. Финансиска писменост и досега постои како слободен изборен предмет во 4-то, 5-то и 6-то одделение и понатаму слободен изборен предмет во 7-то, 8-то и 9-то одделение и се уште по старата програма во 9-то одделение предметот иновации. Така што имаат можности и во наставните програми апсолутно се интегрирани, содржини и по другите предмети, не само по овие слободни изборни предмети, каде што се интегрирани одредени елементи и се постигнуваат стандарди кои што се постигнуваат, односно треба да ги имаат децава зборуваме само за основното образование и секако резултатите подоцна ќе не наведат, односно веќе не наведуваат, понатаму што треба ние да развиваме и во средното образование. Настанот на кој беа презентирани податоците од истражувањето е во пресрет на 15 март, денот на заштитата на потрошувачите.